Германија никогаш не била по-просперитетна, по-безбедна и по-слободна отколку денес. Четврта по големина економија во светот и еден од најголемите извозници. Пекинг и Вашингтон го прифаќаат Берлин како главен представник на Европа. 24 години по обединувањето, Германија стана најважниот европски партнер на САД, истакнува Анет Хојзер од фондацијата Бертелсман во Вашингтон. Кисинџер своевремено праша кој е телефонскиот број на Европа на кој може да се јави Вашингтон. Сега имаме солиден одговор. Се наоѓа во Берлин. Но без оглед на се поголемото влијание, Германија се двоуми дали да застане на чело во глобалните прашања, смета Стивен Сейбо, автор на новата книга Германија, Русија и растежот на геоекономијата. Попрво економска отколку стратешка сила, па затоа прашањето е: дали од трговска сила која што се грижи само за трговијата, Германија ќе ја ребалансира надворешната политика, освен само да има економска. Подемот на Германија во време кога Западот е во конфронтација со Русија во врска со Украина и кога постојат ризици по безбедноста од исламскиот екстремизам на југот на Европа, анализира Даниел Хамилтон, директор на Центарот за трансатлантски односи на Универзитетот Џонс Хопкинс. Нестабилноста поврзана со Русија, како и немирите на Блискиот Исток, би можеле во еден момент да се преклопат и да се одразат во самата Западна Европа. Кризата на европскиот праг доведе до тоа Берлин да го зголеми своето безбедносно присуство. Рајнхард Битикофер од Германскиот совет за надворешно политички односи вели дека Германија игра главна улога во силите на НАТО за брза реакција, формирани како одговор на потезите на Русија во Украина. Германците неволно се ангажираат армиски, но сепак распоредија своји сили во некои од балтичките земји, помагајќи им да ја зајакнат одбраната. Стручњаците сметаат дека економската моќ на Германија зависи од стабилноста на меѓународниот поредок, подржана од западната стратешка моќ и кон која што земјата сега е подготвена да придонесува.